Добро вечер, почитувани гледачи. Ново издание Аргумент Плюс. Вечерва на линија од Канада, Торонто, го имам Кирил Колемишевски. Велам добар ден за Кирил. Добро утро. 8:22 со Бајле Канада. Јас си терам по наше локално време. Добар ден, добро утро за тебе, се разбира. Добар ден на вас. Како да те најавам, сум запишала поранешен партиски функционер на СДСМ и поранешен владин функционер, делегиран од редовите на СДСМ, кој веќе подолги години веќе, нели, живее и работи надвор од државата. Најпрво, Колемишевски, да прашам, случајно да не бевте со семејството сега за гласање во Македонија? Не. Не беше предизвик, немавте можност, која беше причината? Не бевме во можност, затоа што самото доаѓање за четворица во Македонија барат премногу припреми, плюс децата се почнати со школа и малку е технички неизмогливо. Да, ќе ја замолам режијата, ако може малку тонот ваш да биде зголемен, за да можам појасно да ве слушам. Мислам дека веќе е во ред, да. Јас се потрудам да зборувам погласно. Да, или вие да зборувате погласно. Да. Колемишевски, некој ќе рече, лагодно е вака од страна на илјадници, стотици километри заминати во странство, каде што работите, веројатно живеете по еден стандардизиран, покомотен живот во однос на стандардот и квалитетот на животот овде во Македонија, па сега од далечина да ги коментираме и анализираме состојбите во Македонија, но легитимитетот за вашето гостување ве го црпам како од тоа што сте биле дел од структурите на СДСМ и сте биле дел од владини структури. Најпрво сакам да ве прашам, дали сте се уште активен член на СДСМ? Го немам обновено моето членство, бидејќи 4 години не живеам во Македонија, но јас останувам лојален на СДСМ и на социјалдемократските идеали. Не сум сменил ни партија, ни идеологија, нема ни да сменам. Повод за овој разговор една ваша колумна која ја објавивте некаде во август, ја репостиравте деновиве, мислам по завршување на првиот круг, поправите ме ако грешам, од локалните избори. Најпрво сакам да ве прашам еве една оценка ваша на она што успеавте да проследите како прв круг на локални избори. Има многу поенти за овие локални избори, зависно дали ќе ги гледаме како апсолутни бројки и резултати, дали ќе компарираме со локални избори, дали ќе компарираме со претходни парламентарни избори. Но ајде најпрво вака да ве прашам, бидејќи живеете надвор од Македонија. На овие локални избори имаме историски најнизок цензус одзив, нецели 49%. Фантастични 5% неважички ливчиња. 50.000 неважички ливчиња. Тоа значи дека граѓаните излегле да гласаат и го прешкртале ливчето, го направиле неважичко на некој начин. Дали овие бројки и овие показатели укажуваат дека веќе ние се соочуваме внатрешно со еден сериозен проблем, не само што губиме од населението, туку и онаа структура овде што останува да гласа е малку поинаква на денешницата? Јас воопшто не предпочитувам да користам зборови како историски, како неповторливи, бидејќи историјата знае да пишува и победи и порази. Допрва ќе се пишува историјата понатамошни избори. Оно што мене ми беше фасцинантно и интересно за овие избори е нивото на политичка култура и пристапот на политичките партии кон самата кампања. Значи, тука разговараме ние за општински, односно локални, јас би ги нарекол комунални избори. Затоа што тука се разговара за чистење на ѓубре, требаше да се разговара за чистење на ѓубре, за урбанизација, за инфраструктура на општините, за подобрување на условите во школите, подобрување на секојдневието на граѓаните, подобрување на општинските услуги. Но политичката култура кај македонските партии е сведена на толку едно ниско ниво, да кампањата се претвори во борба за живот или смрт. Како да беше прашање опстанокот на Македонија, а не да се решаваат општински прашања. Доколку
дискурсот на партиите и нивниот пристап кон овие избори, а ова е моје лично мислење, би сами кажавте дека живеам надвор од Македонија, а доколку ова беше навистина насочено кон комуналните проблеми, кон општинските проблеми, она што секојдневно еден обичен македонски граѓанин го гледа чим излезе од својот дом, и таа борба беше околу идеи и развој на општините, начинот на кој што општините би требало да се развиваат. Мислам дека граѓанството ќе се мотивираше многу повеќе да излезе, бидејќи ќе сватеа што всушност представуваат едни локални избори. Во овој случај, колку што ја пратев јас кампањата, вести македонски не гледам, него претежно од портали, од пишани вести. Се сведе на бугари во устав, на предавници, на патриоти, на делба на народот. Значи, пак ќе се повторам, политичкото ниво на комуникација и има допрано едно такво дно, каде што веќе едни со други мисламе и дека не можат ни да се разберат. А камоли да седнат на маси и да се договорат. Затоа што јас живеев во општина Центар, да ја земеме општина Центар. Таму кој да биде градоначалник, таму има општински совет. Во тој општински совет седат сите партии, така? И со тој партиски анимозитет, чим тие не може да се договорат на државно ниво, што останува за ова за локално ниво. Едни на други намерно ќе си прават сопки за градоначалникот да не добие политички поени или опозицијската партија во советот да не добие политички поени, а на крај трпи обичниот граѓанин. Значи, брат ми кој што остана кој што се уште живеа во Македонија, има две мали дечиња, тие две дечиња учат во едно основно училиште. И таму по групи они имаат вајда Viber или WhatsApp групи на родители, тие се договараат да донираат тоалетна хартија, да донираат сапун. Значи, разговараме за општина Центар. Што останува за другите општини? Оваа ситуација што ја зборувате во нашиот овде микросвет е типична не само за Центар, во сите општини, во сите училишта. За жал, полека на тоа ниво се сведени родителите. Јас сакам едно по едно да анализираме. Затоа јас сакам да потенцирам што всушност значат тие локални комунални избори. Не правиме муаве тука за предавници и за патриоти, за државни политики. Овде правиме основни човечки работи. Тоа треба да биде кампањата. Па добро, вака Колемишевски, спомнавте, точно е дека ние тие национални етнички теми најчесто си ги експонираме, не ние, како медиум изборувам како политичари, ги експонираат наменски, дневно политички во секоја изборна кампања. И точно е дека на дневен ред беа и уставните измени и со пребројување кои се предавници, кои се патриоти од тој аспект. Но еве, ве прашувам вас за уставни измени. Вие живеете надвор од Македонија, но вашето семејство е најблиско, се уште е тука. Дали не имаме друга перспектива освен европската? Ние уставните измени ги употребуваме и злоупотребуваме за политички, дневно политички цели. Но таа тема за нас е чувствителна и болна и еднаш ќе мора да се затвори, без разлика каков ќе биде епилогот. Оваа држава, власта, државата, државниот врв ќе мора да се изјаснат по кој курс одиме. Од Европската унија ве последно фон дер Лајен дели топката е во вашиот двор. Сакам ова прашање околу уставните измени и перспективата на државата да го затвориме во овој дел. Повелете. Да би можел јас би го затворил. Според мене Европската унија е единствениот пат по кој што може да оди Македонија. Доколку тој пат се блокира, очигледно е блокиран, други геостратешки играчи ќе го преземат просторот на Македонија. И тоа е многу лесно. Тоа дури и се гледа, обидите се гледаат и денес. Мене не ми е јасен тој страф зашто бугарите би биле внесени во уставот. Јас имав една колумна
Исто беше во Нова Македонија, доколку што би се случило во наредните 30 години доколку ги внесеме бугарите во уставот, ще би добиле некоја си политичка партија, телевизиски канал, радиостаници, школство и така натаму и така натаму. Ги знам и оние барања на бугарските националисти кои што сакаат да ги протнат при отварање на преговорите со Европска унија, но тоа нема да им помине. Значи, ретуширање на историја во време на интернет, во време на меѓународно отворени библиотеки и јавно достапни архивски документи. Бугарите се исправени пред таа нивна невозможна мисија, Џамбаски и таа камарила околу него, што сака да каже дека ние сме неосвестени бугари, дека Коминтерната и Тито не направиле како нација. Значи, тоа се такви едни глупости кои што се злоупотребуваат во дневната политика и во Бугарија и кај нас, па дури и во Србија. И доколку сме ние сериозна држава, со сериозни институции, со сериозни раководители на тие институции и со сериозна визија и политика како македонската држава да се представи во Европа, јас апсолутно не видам никаков проблем со бугарите да влезат во уставот. До сега македонската страна нема своја стратегија и нема свои лоби групи низ Европа и Европската унија. Има некои поединечни обиди од поединечни политичари, но немаме национална стратегија, македонска национална стратегија, каде што сите ќе се обединат околу тоа и ќе кажат без разлика дали си ВМРО, СДСМ, ДУИ, ВЛЕН или било која останата партија. Ова е нашата стратегија и ова ние мора да го представиме пред Европската унија. Бугарите тргнаа одедно и на крај се заглавија во човекови права. И сега тие немаат човекови права. Ајде да видиме на тој терен на човекови права како ние сега може да се спротиставиме на бугарите. Нивната стратегија веќе позната, јавно видлива, ја туркаат сек дека што може да ја туркаат. Јас не видов ни еден наш политичар да подаде рака. Односно, Венко излезе, председателот на СДСМ излезе со некои црвени линии, ама не се излегува со црвени линии, излегува со стратегија. Не се кажува, до овде смееме да попуштиме, а за другото може да разговараме. Не, се кажува, дајте да видиме како ќе разговараме и која е нашата приказна зашто ќе разговараме. Да, но Колемишевски велувам, за да имаме двонасочност во разговор, да можам под прашања. Велите, председателот на СДСМ излезе со резолуција точно во ек на изборна кампања или пред тоа беше, но непосредно веќе во залауфани избори и различно беше протолкуван тој потек на СДСМ, дури остана нејасно зошто му требаше на СДСМ лиферување на еден ваков документ, еден предлог во ек кога доаѓа ден за гласање. Но велите, не треба резолуција за црвени линии, треба стратегија. Јас ве прашувам, кој треба да биде тригерот во случајов, кој треба да ги повлече и покрене тие процеси за некој внатрешно обединување и позиционирање на сите политички играчи внатре. Дали тоа треба да го очекуваме од СДСМ, во чија власт и вие бевте во тој период 2019 година, мислам функционер, кога веќе заврши референдумот, беше усвоен Преспанскиот договор, беше потпишан и вие период потоа бевте дел од владата. Дали повторно треба да очекуваме од опозицијата еден таков потек, која во наводници веќе е наречена предавници за распродажба на национални интереси, или треба да препознаеме или препознавате стратегија во владеачката гарнитура? Некоја активна дипломатија која води кон разврска на овие наши заглавени евроинтеграции? Ово прашање одлично го поставивте, но вака сега, во минатото во Македонија кога се поставувале вакви тешки политички прашања, обично реагирал председателот на државата. Јас во последниве година дена не гледам дека ние имаме проактивен председател на држава. Со сета почит кон председателката, но незините говори се претежно кога е во странство, дава изјави само во странство,
Додека внатрешно во Македонија, на вакво поделено македонско ткиво, на вакви проблеми кои што се случени, јас председателката ја немам видено. Ако мислам дека треба од некого да почне, треба да почне на нејзина иницијатива и од нејзиниот кабинет. Каде што нема само да ги повика политичките партии, него треба да ги повика и МАНУ, треба да повика и професори, треба да повика и странски експерти. И таа да предложи агенда по која што ќе се работи и стратегија по која што ќе се работи, а сите останати да се надоврзуваат околу тоа. Значи, таа да биде еден столб, да речеме, еден простор за помирување на сите партии, каде што секој ќе ги даде своите предлози и конечно ќе се обединиме, затоа што освен Европската унија стварно не гледам друг пат за Македонија. Прво нешто што треба, пако, јас веќе би имал некаков глас, значи би ја повикал председателката и нејзиниот кабинет, каде што знам дека има доста добри експерти, да повикаат на заедничка маса, да се разговара, да се викнат стратези кои што биле вклучени во преговори на други држави, затоа што ние не сме првиот проблематичен член што бил примен во Европска унија. Биле и други примери. Дајте странски експерти, наши експерти, од Европска унија лобисти, да се згради една добра стратегија 3 до 6 месеци и веќе тогаш ние од позиција на бранење ќе тргнеме во контранапад. Да, но Колемишевски, повторно, еве ќе ве прекинам. За сето ова да се реализира овака толку едноставно звучи и се чини дека треба само политичка волја. Ама ја нема или ја има политичката волја? Тоа е прашањето. Политичката волја ќе има кога ќе повика определена личност. Значи, без разлика, дали СДСМ ќе повика или ВМРО ќе повика или ДУИ ќе повика, другите нема да прифатат. Затоа што политичкото ниво на култура е пробиено. И не може да разговараат едни со други веќе. Да, но Колемишевски, сакам подинамично, бидејќи навистина имам подпрашање околу вашите тези. Велите не е важно кој ќе повика, но важно е, еве, според домашните гласачи, македонскиот дел од електоратот, кој ќе биде запишан во историјата како предавник, а кој како патриот. Например, еве во овој контекст, вие велите не е важно, но сепак нашата пракса и прагма овде покажува важно е кој ќе повика и кој ќе застане за тие процеси. Во овој контекст ви го поставам прашањето дали СДСМ, вашата матична партија, каде што во моментов не ви е обновена, не ви е обновено членството, но идеолошки припаѓате таму, дали СДСМ се уште ја плаќат политичката цена на Преспанскиот договор, договорот со Бугарија, францускиот предлог? Да. Да, затоа што пристапот беше сосема погрешен. Во која смисла пристапот? Потегот беше или пристапот на спроведување на тие процеси? Пристапот на спроведување на тие процеси. Значи, Македонија цело време игра одбрана, игра дефанзива. Политичка дефанзива. Јас не се разбирам во меѓународна политика, не сум бил министр за надворешни, но сепак сум правник и ги разбирам процесите на Европската унија. И ние цело време се браниме, ние сме цело време некоја си жртва, ние све нешто ние треба да попуштиме, све нешто ние треба да правиме. И така се представува тоа во Македонија. Дека ете ние сме тие жалните македонци кои што сакаат се да ни земат. Што може да ни земат? Како може јазикот да ни го земат? Со писание во Европска унија ли ќе ни го земат јазикот и нема да пусти македонски јазик? Па има македонски институти на цел свет. Што ќе ни земат? Македонските песни, македонската култура. Што може бугарите да ни земат? Ќе потпишеме ние на хартија и некој нормален во светот ќе каже да, ние у 45-та се разбудивме како македонци, а пред тоа бевме бугари? Па кој нормален ќе разговара за такви работи? Ама мора да има плашило за народот, мора да има на што да се гласа, затоа што нема квалитетна политичка понуда. Во моментов политичката понуда во Македонија за развој на Македонија е нула. Да ги ВМРО се година и кусок дена на власт, што направи? Големи очекувања имаше. И момците и девојките таму разочараа тотално. Изгубија 140.000 гласови за година дена. Од парламентарни избори. Не споредливо се парламентарни, ама кога немаш политичка понуда, одиш со плашила.
Ќе изгубиме Македонија нормално, ама со неспособни политичари и лидери на држава. Така ние ќе изгубиме Македонија. Ние ја губиме Македонија секој ден. Чим јас сум се иселил од Македонија, што останува за други? Да, Колемишевски, при крај сме на разговорот. Напишавте, зборувам во август една колумна, предизвика внимание, но еве сега ми потврдивте дека сепак СДСМ се уште ја плаќа политичката цена поради преспанскиот договорот со Бугарија, францускиот предлог, иако преспанскиот договор беше нашиот пат до членство во НАТО. Па денеска можеме еве безбедно да кажеме дека во овие геополитички турбуленции сепак сме дел од таа алијанса и можеме да сметаме нели на некоја надворешна безбедност. Во колумната велите, во СДСМ мора да се направи простор за реформи кадровски, идеолошки, комуникацијски. Дали СДСМ има проблем на сите овие три позиции во моментов? На сите. Тотално на Може сите. ли вака да елаборираме малку? Ајде да почнеме првен од кадровското. Јас коренот го гледам во статутот на партиите, не само на СДСМ, него и во ВМРО и на сите други. Затоа што статутарно тоа веќе се султан партии. Ние барем во СДСМ, за СДСМ би можел да зборувам, јас гледам на тие на реформирање на статутот и враќање на стариот начин на гласање, да се почне од гласање од местните за местните заедници, па потоа општинските, за на крај да се свика конгрес и да се избере раководство кое што ќе биде избрано од членови, а не натурено од некој друг. Тоа е проблемот број 1. Проблемот број 2 произлегува од проблемот број 1, а тука е кадровската екипираност, затоа што нема кадровска борба внатре во партијата, туку некој одозгора кажува кој ќе биде и како ќе биде. Тоа јас лично, мислам, и мене така ме назначија, не можам да се одземам никаква одговорност за тоа, но мене тоа лично ми сметало. И сега кога нема таа борба, квалитетните луѓе викаат, па што има да ја да се борам, кога некој друг ќе стават место мене. Значи, тука доаѓа веќе кадровската поставеност, затоа што самиот избор на партиското раководство е накриво поставен. И потоа партиското раководство поставува и ја креира кадровската политика на партијата, место да дозволи само од себе да избие. Комуникацијскиот дел ќе звучи пак дека се повторувам, пак политичката комуникација не само на СДСМ, него и на ВМРО е катастрофална. И главниот проблем го гледаме што тие гледаат некои, обично во партиите се гледаат анкети, се прават месечни анкети, тромесечни анкети и се гледаат најголемите проблеми на граѓаните кои што ги мачат во моментот и тие прашања обично се адресираат. Но никој не гледа на секојдневните проблеми на обичниот македонец. Ја не правиме муабет генерално како држава, ние имаме проблеми со невработеност, со мали плати, со загаден воздух, со се што. Но ние имаме проблем, секојдневен проблем од кој ќе излеземе од дома, ќе отидеме до работа и ќе се вратиме назад. Значи имаме нервозни возачи по улици, имаме сообраќаен хаос. Еве сега читам на интернет, парното не работи во Скопје. Значи, тоа се ситни работи кои што толку го иритираат народот, а политичките партии се забараат со големи работи. А што уствари прават? Се делат на предавници патриоти на бугари, на срби, место да се патат за работи ги решат најосновните работи. Колемишевски, ова што го говорите, ситни работи не се ситни работи, ако нема парно, ако немаат граѓаните плаќаат цела година, не ја добиваат услугата. Ако вдека тонеме во ѓубре не можеме да ги паркираме колите, бидејќи по самите улици има реки од ѓубре, тоа воопшто не е ситна работа. И на крајот на криштата и воздухот што го дишеме, преполнени се болниците, да не зборувам за онкологија годишно, колку болни има. Пак сакам да поедноставам. Значи таму има некои правилници, да речеме за таа топлификација. Ја 4 години сум иселен од Македонија, ја пак имам проблем со топлификација ради тие нивни правилници. Па сменени ги правилници. Не постапуваш, влези таму, апси го тој директор. Казни ги 100.000, 200.000 евра. Само со казни.
Да, Како точно. така? 100.000 луѓе во Скопје се будат со ладни радиатори. Зашто? Затоа што таму на некоја будала му технологијата така. Не ви пуштам парно, ќе штеди мене. Кој си бе ти да кажуваш? Има закони, има правила, тоа држава ли или не? Да, ќе оставам околу стандардот малку на крај. Би сакала да ве прашам една компарација ако воопшто можеме, ако сме некоја мерна единица за споредба. Оставка на Филипче. Денови во студиото, овде, во студиот, каде што го правиме разговорот, различни толкувања има. Факт е дека ова е еден од историски најслаб резултат за СДСМ. Од втора партија во државата, таа веќе е трета, четврта, дури нема свој кандидат во дуел за градоначалник за Скопје, влегува левица со кандидатот кој е во убедливо водство на ВМРО ДПМН. Оставката на Филипче ја побараа опозиционерите, дел од аналитичарите велат дека треба лидерот да поднесе оставка, дел велат тоа е на позиција 1 година и треба да се даде шанса, можност да се види дали може нешто да направи од процесот на консолидација и реформирање, како што кажува тој самиот дека веќе е почнат. Потребни ли се повторно промени во СДСМ и треба ли лидерот Венко Филипче да поднесе оставка? Ова се први избори за него. Да, разбирливо. Први избори за него и за целото тоа раководство на СДСМ. Политички работеа многу против него, дури и негови партиски другари, луѓе од СДСМ, кои што сакаат да му го видат, како би рекле, тилот или грбот. Работеа доста и бивши луѓе од СДСМ за да се добие овој резултат. За СДСМ да биде клекнат на колена. Јас лично не би барал оставка од Венко, нити од ова раководство после вакви избори, затоа што горе-долу ми е јасно како тоа функционира внатре. Она што јас би побарал од СДСМ е подитно да свикаат партиски конгрес и да се даде отчет за сработеното од Венко и од претходниот председател, затоа што колку што памтам, конгрес СДСМ немал со години. И внатре тие прашања да се отворат и да почне партијата да се консолидира. А ова надворешно од тоа што ВМРО бара Венко да си поднесе оставка, тоа е политички фолк. Нормално дека ќе бараат, начекале сега слаб противник и ајде сега ќе клоцаме со сите сили, ќе си изживуваме. Дегутантно е од страна на ВМРО тоа што го прават. Место да како да кажам, да излезат над тоа. Еве сега се победници, еве сега имаат апсолутната власт, имаат се. И место да имаат еден позитивен пристап кон владењето, еве имаат сега и сите општини, еве ги врвиат. И место да кажат, ајде луѓе, еве ќе подадеме рака, добро, ајде СДСМ да седнеме, да се смириме, ајде да се прекине со оваа комуникација. Они продолжуваат како да се опозиција, како да и го напаѓаат СДСМ, а се победници. Кој победник во светот се замарал со губитникот? Да. Колемишевски, знаете... Дозволете до деска. Замислете финале, еве, да го една паралела со фудбалот. Финале на Лига на шампиони играат Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед или не знам кој. И се победува Реал Мадрид и тренерот на Реал Мадрид да почне да се смее на другите. Сте го видели ли тоа некогаш? Или да ги понижува? Не, сите подаваат рака, кажуваат одлични противници, бевте фер борба, беше браво, одлично и се гледаме до година во следната финале на Лига на шампиони. Ама кај нас е свето сведено на постотил. Да. И на тие новинарски политички мрши, што ги викам јас, што го промовираат тој јазик на омраза. Да, велите и новинарски тука малку, сега јас би реагирала професионално, бидејќи да не генерализираме, според мене мојата филозофија е за секоја работа во животот и за секоја одлука постапка, не можеме колективно да говориме, постои име и презиме, не можеме да генерализираме, па еве од тука си давам за право во име на Фелата да реагираме ве за ова што го кажете. Извинувам, искористив многу тежок термин, се извинувам и до Фелата. Да, Колемишевски, знаете што велат апсолутна власт, апсолутна одговорност. Точно е дека ВМРО ДПМН е на сите нива, извршна, председателска, законодавна, нели, собранието, па сега и на локална власт,
веќе нема од каде да црпи џокери, адути, образложенија, оправданија зошто нешто не е сработено. Веројатно и тие веќе нема да бидат во комотна состојба, иако и до сега владеа со мнозинството од општините, но сега уште повеќе ја бетонира таа позиција и град Скопје, известно е дека ќе го земат, ќе немаат адути и оправданија за постапките. Сакам на крај да ве прашам, имаше едно истражување вчера овде кај нас беше промовирано, се вели ќе ни требаат 50 години за да го стигнеме просекот на европскиот стандард, или 56, ќе ни требаат 100 години за инфраструктура, еве сега се најавуваат нови коридори, мислам Грција, Бугарија, Романија, од другава страна исто така преку Албанија. Ние дома си слушаме амбициозни најави за инфраструктурен бум, развој, се земаат големи кредити во најава уште поголеми, ама некако тешко ни оди со стандардот. Новите податоци покажуваат за 500 денари на месечно ниво животот ни е поскап. За истите производи што сме ги јаделе и конзумирале во август, во септември ни требале 500 денари плюс. На овие овдека плати кои што велиме дека се 1/3 бруто плата од европски просек, значи 1/3, 30 и нешто проценти. Ние живееме како што живееме, не ви е далечен животот од тука. Ако вие не сте го искусиле, ваши блиски сигурно, потука ве прашувам како се живее во Торонто, колку е скапо, например, колку чини лебот, 1 килограм леб, колку што се продава кај нас, или за која цена ги јадете праските и сливите, или колку плаќате парно, например. Парно да нема се грее на газ. Една пекна леб зависи од типот на лебот, е меѓу 120 и од 120 денари па нагоре, значи од 3 канадски долари па нагоре. Праски има 12 месеци во годината, некогаш се околу 50 на денари кило, некогаш знаат да бидат и 150, па и 200 денари кило. Млекото е... Храната овде е ефтина. Тука храната не се поставува како проблем. Ве прашувам, ефтина не во однос кај нас, дали е ефтина во однос на вашите месечни примања и приливи домашни, во однос на семејниот буџет? Тоа е прашањето. Тоа да. Значи тоа не се поставува како прашање. Канада исто има свое производство на нафта на гориво. Бензинот тука е 41-42 денари по литар, така да бензинот исто не е прашање. Скоро двојно поевтино колку кај нас. Да, значи двојно поевтино. Овде се скапи другите работи. Овде е скапо да се купи куќа, да се купи стан. Да. Да се плаќа осигурање, здравствено осигурување, да се плаќа осигурување на колите, тие работи се скапи, услужните работи се скапи во Канада, додека овие секојдневните работи и не е така страшно. Секој маркет има понуди, например, еден супермаркет што тука близко каде што живеам, нуди свинско месо за 80 денари по килограм. Да, малку неверојатно ова вака звучи, ве слушам, но во ред, еве, ни го кажувате, таму живеете. Така е. Да, кај нас тоа е болката, бидејќи потрошувачката кошница, основните прехранбени производи и домаќинството завземаат 80-90% од месечните примања, 10% останува за оно што го велиме транспорт, здравје треба, па културата веќе да не ја ни ставам во тоа купча. Кирил Колемишевски, ви благодарам, се организиравме, за вас добро утро, за мене веќе добра вечер. Ви благодарам за ова вклучување. Се надевам ќе се видиме повторно можеби во некој формат, а можеби овде во Македонија кога ќе планирате да дојдете па да искомуницираме. Следното доаѓање обавезно. Благодарам многу на чести, на вниманието и на одличното интервју. Ви благодарам и на вас, Кирил Колемишевски од Канада, Торонто. Повеќе од 25 минути разговаравме на актуелни политички па и економски теми. Почитувани, тука завршува овој информативен блог. Ви благодарам.